Јована, ќе ме најавиш да најавам? Се пошегувавме со еден колега и се разбере ќе да знаете и кој е во студиото дека на Бранко започнуваат вашите 5 минути. Дали се вашите 5 или вашите Искористете 500 минути ќе видиме. А ако тргнеме како што тргнувавме на времето, добро утро колега Михајлов. Како сте? Добро утро. Добро утро колеги помлади од македонската телевизија и честитки за јубилеот 60 години. Не се малку 60 години, еден период во кој што македонската телевизија зрачеше на овие наши простори и ги информираше своите граѓани, да речам, не само гледачи, зашто секој некој на минување ќе погледне во телевизорот, па и во излог, да е, МТВ емитува вести или има пренос од Вардар фудбал или не знам кој. Тоа е тоа, сега, ајде прашувајте. Тука сум иначе со еден мој вака спортист, би рекол, боксер. Боксот ми беше, кога бев во телевизија, онака еден од главните спортови, заради и резултатите, мислам, главните спортови за коментирање, бидејќи тогаш беше Јаце Русевски, тој беше европски првак, трет на Олимпијадата во Монтреал и од тогаш со боксот некако ептен се сближив, и Живко Дуковски, другари, се сближи, го порасна боксерски, што се вика, и што се вели. Примислав Димовски е еден од најуспешните, не еден, туку најуспешниот боксер на златниот гонг. 4 титули има освоено, 4 пати го освојувал гонгот, инаку... И сето тоа во живо на македонската телевизија. Какви се тие доживувања? Па еве, затоа и тука да каже за тоа време. Зоки е спортска легенда, спортското новинарство легенда и коментатор, мислам единствен негде до 2000 година што коментираше бокс, други не познаваме, бренд за боксот, не само бокс и борење. Зоки, така, ти беше специјалист за боречките спортови, бокс и борење. Еве го Зоки, каков што го знаеме. Може на фул скрин да ги видиме инсертите, за да се види и колегата Михајлов како изгледал некогаш, ако го паметиме ли овој човек на екранот? Убав сум бил. Се уште. Тоа е Зоро Михајлов од некои времиња. Ова е кој стадион, колега Михајлов? Сега некој од стадионите не можам од овде убаво да видам кој е. Меѓутоа стадион од Македонија. Ајде сега, каде? На првото место во есенскиот дел од надпреварите во Македонската лига, а сега она што најмногу не интересира. Сега ова што е одитонски дека не слуша. Прашањето е интересно и мислам дека освојувањето на првото место во Републичка лига ќе биде во врло тешко. Имаме достојни ривали во Прилепска победа и Трегалница од Штип. Да, може колега да вратиме во студиото. Така да било. Добро, гласот дефинитивно не враќа во едно време. Јас сум била дете и сум го слушала вашиот глас, сум растела со вас. Кој е најголемиот предизвик за еден спортски коментатор? Што е пресудно за да бидете спортски коментатор? Дали таа боја на гласот која што не е наметлива, која што е убава за слушање? Јас не мислев на гласот кога доаѓав да бидам коментатор, бидејќи бев претходно новинар во Нова Македонија 8 години во спортската редакција. Потоа дојдов тука благодарејќи на спортот. Може би оние повозрасните љубители на спортот, посебно атлетиката, се сеќаваат на тоа време кога јас и Елица Змејкова од Македонија таму во 60-тите години бевме единствени репрезентативци на Југославија во атлетика. Трчав стиплчес. Победник на ноќната трка? Победник на ноќната трка во Скопје? На ноќната трка неколку пати победува во Скопје, во Прилеп, во Битола, оние трки ноќни во пресрет на денот на ослободувањето на нашите градови, се уште се организира. И во Србија, во Краљево, во Косово, Приштина, на Белградската трка бев меѓу 10
едно 2-3 години не успеав да се искачам на пиедесталот, меѓутоа тука беше со Дане Корица се јадев. Но коментаторството, кој е најголемиот предизвик за еден коментатор? Па за еден коментатор најголем предизвик е да има добри спортисти, да има што да пренесува, не да одиш и негде од сенка вака да те гледат, абе овој пушти го, немаат ни еден спортист, па јас морав да се докажувам кога се осамостали Македонија, кога одев на Олимпијадите и ова некој ќе речеше, бе чекај, од каде што, а имам онаа книгата што е кој алманах на Олимпијадите, на секоја Олимпијада се издава со податоци од предпоследната, да, односно сите, па предпоследната, па ова и така. И викам, дајте ми ја книгата. Тоа беа колеги од Чешка. И викам, отворите тамо Монтреал 1996 година Олимпијадата, па ќе видите, отворија и тамо кошаркарска репрезентација на Југославија, Ѓоргиевски го не, второ место од американците загуби во финал. 76-та са. Не 76-та. 77. Атланта беше, 76-та година Олимпијадата, точно. И го најдовме, викам, а сега бокс тамо, свртете, да видите. Аце Русевски. Ајде борење свртете да видите злато. Борењето не. Борењето беше после кога одев на другите Олимпијади, свртете кога понапред. помина Лос Анџелес, кога беше Добро, прв. може ли да прашам нешто кога сме веќе кај борењето, Може, кај Павле. боксот? Може ли да прашам, добро, дали боксот на вистина е благородна вештина, иако не изгледа така? Оваа дилема не ја разрешивме ни после 30 години кариера моја на Зоки Подолга, меѓутоа е останато тоа. Зошто благородна вештина? Треба да се прашат тие што така нарекуваат најверојатно, историски гледано, во минатото се занимавале со бокс благородници во Англија и така натака, ама од денешна гледна точка, да, баш и не изгледа многу благородно, него е баш... Воопшто, вака на прво. Ама па среќа наша што искочи овие нови спортови, да не ги споменувам тие Ultimate Fight и не знам што борби во кафези, па сега боксот за нив изгледа баш мало детенце. Баш благородно. Прим, каков беше третманот на еден спортист, на еден боксер, кој што тешко го пробиваше патот, нели индивидуалниот спорт е многу потешко да се пробија човек отколку во тимските спортови. Како беше третманот на спортските новинари од македонската телевизија кон те? Од македонската одличен, односно третманот од Зоки, друг новинар немаше долго време што се занимаваше само со бокс, памтам уште од првиот Златин гон кога го освоив 98 година. Мислам дека и првото интервју тогаш го дадов. Зоки беше и коментатор во живо на гонгот и после освојањето на гонгот, веднаш после борбата, мислам, и прво интервју во официјално на телевизија македонска дадов кај Зоки. Сакам да кажам дека тоа време имаше и по некоја приватна, сепак предничаше македонската телевизија, а понатака во кариерата... Но другите се канали, само нашата е Канали, телевизија. Да не се навредат колеги. Добро, во ред. И сакам да кажам, не сум го кажала на Зоки никогаш, понатака во кариерата секогаш се сретнувавме со многу новинари од тие канали и од телевизијава. И нормално ние таков народ сме, малце тој менталитет и секогаш имаме нешто негативно да кажеме за колегите. Исто така и некои колеги за Зоки нешто ќе кажат, нели, негативно. Не е важно кој се. Меѓутоа, поентата ми беше, само Зоки беше спомнуван. За добро или за лошо, имаше и други по некој што коментира бокс по тие канали. Ама само Зоки го знае. Друг не познава. Така да, сакав да кажам дека е навистина бренд, ете и кога сака лошо да зборат, нема за кој друг да зборат. Доброто и лошото се брат и сестра, како беше одат заедно во животот, црно и бело. Добро, во кој момент од кариерата е подпис на Зоран Михајлов? Сега не подготвен во пати. Не можеш спортски коментатор да бидеш неподготвен. Нема шанс. Нема теорија. Не те слушнав. Јована вели ве начекавме неподготвен. Нема теорија спортски коментатор да биде неподготвен. Зошто неподготвен? Добро си кажа, еве и прим за спортските коментатори и за мене. Ти благодарам што и натаму ме цениш како спортски коментатор. Кој дел од вашата кариера е подпис
на Зоран Кој момент? Михайлов? Еден Кој момент, Добро, може ли да еден се момент? Има многу такви моменти, меѓутоа кога ќе постигне некој наш спортист голем резултат на голема приредба, тие моменти Моги? се незаборавни. Сега има вака би оделил ја два моменти. Оној го кажав првиот, кога прв пат како коментатор бев на Олимпијада во Монтреал, предходната во Минхен бев, меѓутоа како новинар на Нова Македонија. И тие моменти не може да се заборави оној настап на Аце Русевски со Девис во полуфиналето. За малку ќе се пласираше и во финалето, ќе се бореше за злато, но задоволни бевме и со бронзениот медал. Значи тој момент. Следен момент е повторно со Русевски 2 години, една година подоцна, 77-ма, нема да сгрешам сега. Не на сгреши ми Европското првенство во Хале, во финалето боксува со Цорнов, боксер на тогашна Демократска република Германија, го растури. И стана европски првак, значи се памти и тој момент. Се памти и моментот кога Македонија играше нерешено со Англија во Саутемптон во 2002 година, кога Шакири го постигна Резантен удар. гол. Каков резантен удар, го паметам и сега. Ми дојде коментарот, такав момент, каков резантен удар, викам. Симон, не знам кај гледа и што гледаше. И стварно, кога го покажа камерата, вака некако гледа. Гледачите исто занемени. Ако го одевме кон стадионот, сите ни покажуваат, ние со автобусот кон стадионот, публика на кај стадион да навиваат за Англија и сите ни покажуваат. 5. Демек 5 комата ќе примите и готово. Добро, ни се реваншираа сега во квалификациите, но добро. Ќе Добро, преживееме. кога сме веќе А кај- Ибрагимов и првиот Сега Да. со ова ме прекина да продолжам. И сега самостојна Македонија таму 90-тите години. Чекавме Олимпијада, кај што веќе одиме како спортисти од нашата држава. Прво како независни спортисти не водеа 92-та година во Барселона. Тоа беше повеќе символично учество за да се покаже дека еве и Македонија има своји олимпици. 96-та помина во Атланта и така и вака. Иако имаше шанса тука Трстена да освои медал, меѓутоа беше оштетен од судиите во мечот со Сисаури од Канада во продолжение. Тој го изведе првиот дел од акцијата и требаше борбата да биде прекината и да има медал. Меѓутоа судијата дозволи да се доврши акцијата, во неа пак доминантен беше канаѓанецот, така да Трстена ќе освоеше и трет медал. Прво освои златен во Лос Анџелес, потоа освои сребрен во повреден беше кога го освои среброто, во да Сеул. потсетиме. Кога го освои Повреден, среброто да. беше повреден, да Да. потсетиме. Со коленото е тука со покојниот доктор Вучидолов направи една финта, повредено му беше десното колено, а бандажирано му беше левото. За да не знае противникот За да каде не да знае, напаѓа. овој одеше со влезво нозе на тоа колено и така. Знаев дека нема ништо да биде од таа борба и Шабан беше свесен. Ти против еден Сато од Јапонија да се бориш повреден во борба за златен медал, тоа беше малку тешко. Но успеа, значи, тој момент. И потоа доаѓа оној момент кога во еден миг занемев во Сиднеј на Олимпијадата. Колегата Сидоровски беше до мене Ќе го поздравиме колегата Сидоровски. Сигурно не гледа, редовно не гледа. Поздрав колега Сидоровски. и Сидор до мене и Моги Ибрагимов се бори со иранецот Ходери и успеа некако да изведе борбата, бидејќи иранците се веле сила во борењето. Тамо кога бев на светско првенство исто со Моги, 10.000 гледачи со труби, со тапани, со ова лудница. И тогаш загуби од Хајдари. Беше втор на светското првенство и тамо обезбеди норма за настап на Олимпијадата во Сиднеј. И во Сиднеј завршува мечот
нерешено и треба да продолжи. Сега викам дали ќе има сили и коментирам што мислам, што ќе биде и како ќе биде. И борбата продолжи во еден момент, викам сега е момент и навистина дојде моментот, го фати, го префрли преку себе и тоа беа, не му требаа толку поени. Тоа беше зафат за 4 поени, му беше доволен еден, бидејќи во продолжение. Ако освоиш еден поен, борбата се прекинува, тие доделуваат победата и тогаш медал, викам, за Македонија прв по самостојувањето на Како нашата... внимателно слуша Јована. Не Да, само што да, не да. можеш да го Нашата изненадиш држава. спортскиот коментатор, не можеш да го прекинеш. Ама сега главното, и во еден момент, Олте го човекот да заврши Па се не, слуша. слободно, слободно. во еден момент, емоциите ме надвладеа и едноставно загубив глас и ми се врати филмот Олимпијади, една, друга, трета со нашите спортисти и викам, Македонија дочека да има медал. И замолчев. Од студио, Гоце Ставревски беше во студиото, и сега во ало Зоки, што стана? Това Сидор Мудара продолжи. Викам се извинувам, во моментот и продолжив некако. Имам тоа и снимено, тамо го има и во филмот за Македонскиот олимписки комитет. Златко им го правеше тој Добро, филм. тоа се сеќавање, моменти кои се моменти за незаборавни. цел живот. Кога сме кај коментарите, мораме тука примислав да го прашаме, кој момент вам ви оставил сеќавање? Каков коментар од македонската телевизија во пренос? Што никогаш нема да забравите? Ќе мора малце едена шала да ја свртиме. Зоки никогаш нема да каже што му било најтешко, а мислам дека најтешко му било кога правил интервју или изимал изјави на боксерите и борачите. И има Зошто? и има едни легендарни, се уште се зборуваат во спортските кругови изјави на најпознати наши борачи и боксери. Зошто? Не знам, Зоки не каже зошто. Не бев јас еден од тие малку така предничев, барем... Нема проблеми Да, со... немавте проблеми со мене никогаш. Меѓутоа, некои изјави се уште се памета така од типот на... Се користат и тоа често. Со какви амбиции пристигнавте со воз, нели? Што мислите за противникот, нема што да мислам, Нека мисли тој и така натака има. Земја нема да го задржи. Има. Рике 2 на 2 нема куде да бега. Па добро. Тие ги паметам, да тие паметам. Малку... Убаво не насмеавте, Да, да. малку. А кога го прашав дека му ветија после Олимпијадата кога освои медал, ќе му дадат... Кого го прашам? Кажи кого. Сега, медал не се многу. Ќе погодат го. Аце Русевски. Легенда. Му ветија во Куманово, деме куќа тамо ќе му изградат. И новогодишна емисија беше овде во студијава. Не беше вака средено студијата, имаше некој седиште, ова е тен модерно. И го прашам Аце, бидејќи беше спортист на Македонија, Аце, викам, што е со куќава, ти ветија, нели? И вика, Зоки, што да кажеш, сак за сак место е оградено. Вика, па што ќе биде? Ама бидна, за разлика од Моги Ибрагимов, за разлика од Моги Ибрагимов, кога освои медал и бевме на прием во Олимписки комитет, тогаш беше Љупчо Георгиевски премиер и му ветеа тогаш дека ќе му дадат стан овде. Меѓутоа ни стан се Него ни виде ни оградија ништо. местото. Ни место оградено што викаш немаше, а камоли стан и Сигурно остана има зграда место. сега таму. А инаку ќе кажам, да добиеше стан, ќе останеше овде, ќе беше драгоцен за македонското борење, можеше да биде тренер, можеше да биде селектор, имаше големо искуство и ќе продолжевме по тие патеки што ги изградија Шабан Сејдију, Шабан Трстена, Зоран Шоров, Чедо Николовски и сите наши елитни Како борачи. ние да продолжиме по вашите патеки, Зоки, спортот е сосема поинаков сега, многу е искомерцијализиран, некогаш се знаеше дека се оди на македонската телевизија. Тоа беше тоа национален телевизиски сервис, но добро, тоа се ни дамнешни убави времиња. Благодариме Премислав Димовски и Зора Михајлов што бевте ова утро со нас.
Малку ни Ти се. рече уште. Па малку ни се. Уште една полувреме, сега сме на пауза. Ќе се видиме повторно, се разбира, ќе се обидеме да да го документираме сето она што се случуваше во кариерата на легенда на македонското спортско новинарство. Уште еднаш благодарам што бевте тука и нека ни е заеднички честит, нека ни е юбилеот. Уште еднаш честитки до вас, заборев на почетокот само на МТВ, ама и радиото. Радиото 80 години. 60 телевизија. И да кажам, ако не одјави, мора да кажам, Не сум одјавил уште, само се заблагодарам. добро, се Па заблагодари. јас не сум одјавила се. Дека А Јована го има последниот збор. И првиот и последниот. дека за мене, еве сега зборувавме за спортското коментаторство, од спортист дојде во коментатори, меѓутоа за мене морам да го споменам дека еден од кого што уче беше Атанас Костовски, а човек кој што ме насочи во спортското новинарство, сега ќе се потсетат и старите љубители на радиото и слушатели и на телевизијата, тоа беше Никола Солдатов. На првиот пренос ми рече: Зоки, од сите податоци што ги имаш собрано, ако пласираш 70% си ги удавил гледачите. Ако пласираш 50% и така 25%, значи Да си не бил кажувам ти успешен. мене што ми кажа на првиот пренос. Еве да, еве од каде го имам слушнато не, тоа? ке- Каде прво го имам да се тоа одјавим, Ќе слушнато? кажам се и тоа. одјавиме. Првиот пренос, јас принеле уредник и знаењето викам, на ајде Бранко. кошарка ќе коментира Бранче, кошаркарски судија во спортска редакција и викам, че овие ме гледаат, абе чекај уште нема тазе дојде. И ја носев телевизорче, ако верувате, отидов негде со жена ми. На кампување со Гордана, трајлер. и застанав на пат да фатам негде, викам чекај преносот почнува да го чујам и почна тот мат, ле, викам шо прави Бранч. И се вратив да го дочекам понеделникот. Да го искарам. Не да го искарам, што беше ова, знаеш, кошарка, судија си. И добро, ова. И идната недела идната недела кој зема микрофон, кој да пренесувал, кој 200 пренос да му е. И ми падна камен од срце, викам, го биде ајде дете. сега терај, да Ќе ќе го го биде. биде. Ете го виновник. Тоа се моменти, вака сакам да ги кажам од нашиот живот, коментаторски, спортска редакција, дружење, учење и така. Малку ни е времето, имате многу анекдоти, ние дел имаме слушнато од Бранко. Да ги апсолвираме. Но ќе одвоиме повеќе време за следното видување. Ви благодарам. Да, и дека не го заборавивме Знаењето. Македонското радио, тоа беа Да. Зоран Михајлов и Премислав Димовски.